Драги приятели, днеска повторно ќе мревруваме преку видео порака. Браќа ми, че се случуваат многу работи на светската политичка сцена. Значи, главна тема бидејќи овие настани што се случуваат ќе се одрази во Балканот, особено врз Србија и Македонија. За жал, повеќе се комични отколку вистински настани. Мора да признам дека малку се насмеав кога слушав мотото од кој доаѓа председателот на САД Џозеф Бајден. Америка се враќа. Не знам на кого тоа вели. Кога Америка е во една најзадолжените земји, повеќе би реков Америка заминува и он доаѓа да се погува. Тоа покажа и средбите што ги имаше до сега, гафовите кои ги направи. Јас се чудам на американската администрација. Значи, не се смеја на председател на Џозеф Бајден, него на нивната тие што го пратите. Човек што не е добар со здравето, вие да го пратите на толку важни работи, про самицот Г7. Гледат најразвиени. Но каде е тука вистината? Многу пати во моите вака враќања преку видео ви вам кажам, најзадолжена прво во Г7 се Канада, САД, Велика Британија, Германија, Јапонија, Франција и Италија. Сега гледате, од тие 7, за 6 сум сигурен, кој како е задолжен, единствено Канада не знам на кое место позадолжено во светот. Значи на прво место најзадолжена е САД, второ место е Велика Британија, трето место е Германија, четврто место е Франција, пето е Јапонија и седма е Италија. Значи за Канада не сум сигурен. Значи од 6 се неразвини земји и меѓу првите 10 најзадолжени земји во светот. А сега се смета дека надвршен док има некако 28 трилиона долара, што не е малку. Еве, например, земјите Грција, кој обично велиме должен како Грција, но Грција не е ни меѓу првите 10 најзадолжени земји. Интересна работа, Русија е испрелена, беше, викаше Г7 и плюс Русија косма. И вака, ако реално се огледуваме на Русија, што бара Русија у Г7, она не е задолжена? Она помалку должи отколку што има државни резерви. Това злато. Од тие причини Русија гледа целосно да се ослободи од доларот и да ќе му се печати без покритија. Иначе доларот почна да пропаѓа уште 1974 година, кога ја тргна златната подлога, значи гаранцијата на доларово злато. Целта на Џо Бајден, на председателот на САД, е конечно со средба со Владимир Путин, председател на Русија, е единствена цел, ако може со Русија да се договора, Русија да биде неутрална во конфликтот што предстои со Кина. Поточно кажам, ова европска турнеја на председателот на САД, ја као нови аналитичар, ја просудирав добро, ова е моја анализа, а ќе покажеме кога е точна, е насочена против Кина. Зошто ова? На првата средба на Г7 беше барано во Европската унија да се заземе заеднички, поточно на Г7, значи од европските земји, кои што Германија остана, да се зазема став против Кина заеднички, но тука е малку смешно, бидејќи САД не може да заземе став против Кина економски, бидејќи Кина поседува многу работи во САД и од тие причини САД и нивните експерти аналитичари многу пати
за последните 3-4 години, па може би 5 има, но най-малко 3 има. Број дека Русија повеќе не е непријател бројот, тоа е Кина, бидејќи Кина ги економски окупира. Они имаат над 3 билиона или трилион, не сум сигурен, државни записи на САД, плюс колку има долари, само Господ знае, бидејќи Кина има повеќе издадено за последните 4 години кредити на земји, на земјите ни светот, околку што има издадено МНФ, тоа зборува за се. Сега има податок дека Кина е огромно тржиште, а Германија извозно ориентирана и не верувам дека ќе ја поддржи САД во тоа. И освен тоа, Кина ги откупи сите брендирани фирми. Повеќето. И во Германија, во САД да не зборам, тоа ме купи чикашката берза, најсарата, пошто САД мораше да ја спои нивната со британската. Во Велика Британија купи, знаете која фирма? Rolls-Royce. Мислам, тоа е комично опција. Значи, тука е неизбежен војниот судир меѓу САД и Кина. Ја повеќе го гледам и на самитот на НАТО ќе се бара заедничка борба против Кина и затоа Кина е наводно се судува за изгубите, нема недостаток на демокрација и така. Но друго е во прашање. И као сојузник тука се бара и Јапонија против Кина, значи не само НАТО, бидејќи они имат тука спорови. Се знае и во Втората светска војна Манџурија беше окупирана од Јапонија. Така да Кина ќе има голем проблем. Значи, на Пацификот ќе го има Јапан, или поточно Јапонија, и САД со нивните сојузници, но тука е прашање колку европските сојузници ќе учествуваат во тој судир. Тука може би САД само да смета на Велика Британија, евентуално Канада и Австралија. Германија и Франција тешко, бидејќи имаат бизнеси во Кина. И тоа е огромно тржиште за сите. И не случајно Кина инвестираше токму во Русија, а зашто инвестираше? Она од нив купуваше оружје, F-4 се купи противовоздушен систем, така натаму. Но дали се тоа Русија ќе биде по страна, ќе видиме, бидејќи ако не да Боже до нуклеарни работи, ќе биде загрозени територијата на Русија. Инаку Русија, да се гледа многу пати кажа, точно се шегува многу пати, постирам фотографија на председателот на Русија, Владимир Путин, но повеќе да видам ваши реакции. Не. Значи, по шеговите сама, не се добронамерни. И ме изненадува дека резко да се некој размислува со собствена глава, научни се само да лопти се со жака. Значи, целта на председател на САД на Џозе Бајден е токму Кина, ако може да се договори со председателот на Русија Владимир Путин, да биде на страна во конфликт кој неминуен, велам неминуен меѓу Кина и САД, бидејќи Кина просто е економски банкротира САД, а војно многу зајакна и не случајно вела дека е непријател број 1. Но прашање е во кој прави цели тој судир и најсмешно му се закануваат на председателот на Русија Владимир Путин дека ќе влезат во Украина, поточно Јан Столтенберг, секретарот на НАТО, дека Украина ќе влезе во НАТО. Тоа за Русија означува почеток на војна и со НАТО и со САД. Десен беше председателот на Руската Федерација
Владимир Путин дека Украина е црвената линија, бидејќи атомни ракети се од Харков или било од каде побрзо би сасрела до Русија и Русија се нема да се го дозволи, а Украина со тоа само може да се избриша само како држава, бидејќи до Днепар Русија веднаш би отишла, би си го земала дело, Чешка би си, Полска, Чешка мислам дека Унгарија истина. Не сум сигурен дали се разбрав, за Полска знам и Германија знам, така да Украина би била расцепкана. Но без разлика на тоа, САД уште при распадот на СССР веќе дека нема да се шири кон исток, а се прошири како кон Варшавскиот пакт. И треба да внимава. Прво, многу пати сум цитирал, уште еднаш ќе кажам, значи ова е изјава на американски генерал од точно пред 5 години. Вели, во моментот Русија е посилна од САД заедно со НАТО. Тоа помина 5 години, се појавија хиперсонично оружје, ракети. Да не забораваме дека Вселенската војна Русија доби. И тоа е малку чудно. Втора работа која би сакал да отворам тема вечера, тоа е Европска унија. Веќе ви ги наброја кои се незадолжени земји. Велика Британија е изведена, да кажем, од Европска унија со Брекзитот. Значи, со тоа почне распадот на Европската унија и самиот председател на Србија, Александар Вучич, се разбуди и вели Западен Балкан нема никој да влезе во евро. Нема да биде отвртно. Без разлика што они ги започнаа преговорите, но уште ни дата нема. Ево е пред распад. Тоа се покажа и со коронавирусот, со вакцините, со отварање на граници. Шенген зоната наскоро ќе мора да се укине. Секоја земја повторно ќе си постави граници и велико ќе влезете во една празна кафана, што може да најдете само троши. Тоа е сега Европската унија. Втора работа. Сите се фалевме, владите, само да влеземе во НАТО. Знаете ли колку инвестиции? Кажете ми една инвестиција која дојде по нашето влегување во НАТО, ни една. И нив и требаше само територија со Македонија. Да се спречи Кина, поточно кинескиот проект патот на силата или брзата пруга и гасовод на Русија. Ништо повеќе тоа. Но сад оваква ситуација најверојатно ќе предизвика дестабилизација. Тоа се мои анализи, а времето ќе покаже колку сум право, на Балканот, значи сока ќе биде зафатени и Албанија, и Косово, и Србија, и Македонија. Но Русија нема да седи мирна, а зашто тоа направи? САД ќе направи дестабилизација на Балканот токму Русија да биде окупирана со Балканот, а за да може со Кина да отвори воен судир, кој не ми да рекол. Така ја очекувам, но не знам колку е паметна и одлуката во момент на председател на САД Џо Бајден. Планетите не му се на планети, не исклучува да биде ликвидиран, веќе не го посакам не на него, на никој, па на моите најлоши непријатели. Лоши распоред на планетите. Тука треба да внимава председателството на Русија, Џо Бајден, но и у Македонија се подготвува дестабилизација, бунтови, протести ќе почнат. Така што по мој, ако ме некој слуша мене, најдобро е веднаш да се распушти парламентот и да има воредни парламентарни избори заедно со локалните, во спротивно ќе дојде до конфликти, а не исклучени граѓанска војна. Тоа е тоа што велат србите, ком обојци, ком опаци. Тоа не е убаво, бидејќи во моментот да се разбереме опозицијата нема лидер, ако не дај Боже да дојде до граѓанска војна, а веќе на тоа мириса, нема да знаете кој влегува дома, а ќе го оплячка и ќе ви истреби се до кој. Стате памет во глава, мирите топката и во овој момент, кога и сината кажда дата или било што, која Македонија уценета со нови усени,
Најдобро е за мир во Македонија да има предвремени парламентарни избори заедно со локалните. Тоа е мој совет. Кој како ќе постапи, тоа е негов проблем. Драги пријатели, ви посакувам добро ноќ, убав сон и ве замолувам да почнете да мислите со своја глава. И мене да не ме слушате и се што кажам да не се жалкувате, проверете ако не сум во право, а најмалку политичарите да ги слушате, бидејќи тие мора да одработат за оно што се дојде. Ја не сум ништо, јас сум дојден на ова инвалидска количка и од неа и ги кажам моите анализи. А колку се објективни, времето ќе покаже. Уште еднаш ви посакувам убав сон, добра ноќ и со Бога напред. Само верба во создател, во политичар никош. Поздрав.